Константниот економски раст кој Македонија го има во последните неколку години е причина за намалувањето на бројот на невработени. Овде пред се странските инвестиции кои влијаат на зголемувањето на бруто домашниот производ, но и на зголемување на вработувањето, велат економските експерти. Државниот завод за статистика објави дека стапката на невработеност во Македонија во третиот квартал од годинава изнесува 25,5%, што е намалување од 1,3% во однос на второто тримесечие. Проектот Македонија вработува, кој веќе неколку години се реализира, засега дава големи бенефити, со што предизвикува и големо внимание кај граѓаните, со тоа што постои олеснување во однос на плаќање на придонесите, освен за помладата популација, поволност има и за повозрастните. А во наредниот период најавуваат и нови мерки кои ќе придонесат за раст на економијата. Со самото вклучување во програмата за самовработување се овозможува на невработените лица да основаат своја собствена фирма. Дали со нашите мерки, програми, начинот да работа, ги задоволиме нивните потреби, значи дали сме го погодиле таргетот, дали сме утнале некаде, дали соодветно нашите вработени во контакт центри ги представуваат мерките, отворени се за соработка, не се за соработка. Едноставно да размениме искуства, бидејќи како генерален директор на агенцијата мора да видам каде се функционира, да она што не чини, го отстраниме, она што треба да се подобри, да го подобриме. Од искуството од минатите години можеме да кажеме дека интересот е голем за оваа мерка. Споредбено со минатите години сега расте интерес за отварање на собствени бизнеси, пред се заради тоа што се сменети законите. Гостин во студиото на Канал Плюс телевизија и во емисијата Рапорт е директорот, односно раководителот на Центарот за вработување во Штип, господинот Лазар Димчов. Добро вечер, господине Димчов, и добро дојдовте. Добро вечер. Еве, најпрво, од кога започна програмата за намалување на невработеноста или односно проектот Македонија вработува? Каков е бенефитот од ова? Проектот Македонија вработува започна пред неполни 2 години, каде што прво испадна еден закон за вработување на млади лица до 29 години со ослободување од придонеси од 1 година за работодавците што ќе вработат младо лице до 29 години со услов уште 1 година да го задржат на работа. Значи 1 година ослободување од придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Но покасно се надогради и се додаде уште еден член во законот, за да може да се вработуваат преку овој проект и постари лица. Значи лица постари од 35 години, лица до 50 години и лица над 58 години и ранливи категории. Така овој закон беше надограден и сега веќе Македонија вработува со овој проект е опфатена целата популација, значи на невработени лица до мислам од сите возрастни структури. Така, еве со отворањето на новите фабрики, колку лица очекувате на овие простори да се вработат? Со новите фабрики, со отварањето пред се на странските инвестиции што доаѓаат во тир зоните во Штип, очекуваме бројката на невработени осетно да се намали, но ќе имаме голем број на вработување. Сега во тек на изградува се 2 капацитети странски, значи Johnson Control веќе го има исполнета својот капацитет, има вработено со прогнозата што ли беше околу 1500, они имат веќе повеќе од тоа. Очекува се сега во најскоро време да се започне со отварање на новите работни места во италијанската Кондево, која е во изградба. Исто така Technical Textile веќе има вработувања, но очекуваме да дојдат до 600 нови вработувања. Сега во почетокот немат некој голем број на вработени, но за скоро време веќе и таму ќе почнат да вработуваат. За бројката на невработените ќе се осети наскоро како ќе почнат да опаѓа во Штип. Зборуваме за Штипскиот регион. Вие како најголем центар за вработување на истокот, кај вас колку баратели, активни баратели на работа се активни? Се регистрирани, односно? Во моментот се регистрирани 2498 активни баратели. Ова бројка од ден во ден се намалува. Значи, сега во зимските периоди, значи околу новогодишните празници имавме малку застој, бидејќи е време кога нема многу вработување и празници.
Значи сега самите компании со доаѓањето и на пролета, сега и февруари и март се очекуваат поголеми побарувања на невработени лица, значи за вработување и бројката очекуваме да се намали испод 2000 лица, значи до крајот на годината. Сме во очекување. Бидејќи во оваа бројка од 2498, како што реков, припаѓаат или спаѓаат и лицата корисници на социјална помош, кои со закон се обврзани да доаѓаат во Агенцијата за вработување да се пријавуваат како активни баратели, бидејќи социјалниот статус со барањето на работа може да го сменат, значи да исполнат од оние социјални ризици каде што се во незавидна состојба. Така да таа бројка е негде околу 800 лица што се на евиденција што активно барат работа и од тие лица ние кога ќе понудуваме работа ќе се намалува бројката. Исто така во оваа бројка имаме и лица корисници на парична помош или материјално обезбедување од така наречените стечајци. Тие се лица постари од 58 години, некои ги имаат тука се негде. И очекуваме во иднина тие лица се обезбедени од наша страна, значи со некој материјално обезбедување, но нивната старост е така што се наближуваат годините кога треба да заминат и во пензија. Некои од нив што може да работат и понудуваме работа, што се психофизички подготвени да прифатат работа, додека останатите за кратко време ќе заминат во пензија и нема да бидат во нашата евиденција како активни баратели на работа или невработени. Така, кои се сега моментално активни мерки за вработување? Еве, беа кажани дека се 28 и се очекува во февруари да излезат уште 2. Да, во моментот започна веќе огласите за активните мерки од оперативниот план за вработување за 2016 година. Ние на 11 јануари го објавивме огласот за самовработување, значи програмата за самовработување, каде сите невработени лица имаат можност да аплицираат на овој оглас за доделување, значи за обезбедување на средства во вид на опрема и репроматеријали за отварање на собствени бизниси. Оваа мерка беше предвидена да трае до минатата недела, но сега е продолжена до 5 февруари. Така да сите лица невработени кои имаат добра бизнес идеја ги повикувам да се охрабрат и да дојдат во нашите простори во Агенцијата за вработување да аплицираат на овие мерки. Бидејќи привилегиите и средствата, мислам опремата што може да добијат се не се мали. Значи они ќе добијат неповратни средства во вид на опрема од 185.000 денари. Тоа се средства пред се во опрема, за набавка на опрема и репроматеријали, но исто така ќе добијат и ваучер систем, значи во висина од 16.600 денари за подготовка на бизнис план, изготовка на бизнис план и регистрација на собствениот бизнис, значи во централен регистар и сите тие трошоци. Самите лица невработени нема да имаат трошоци, значи покриено е сите тие процеси и средства од UNDP и поддршката на владата на Република Македонија. Исто така, најдобрите бизнеси и иновативни бизнеси може да добијат 257.000 денари, значи најдобрите што ќе бидат оценети од специјална комисија, ќе добијат 257.000 денари, но ќе имаат можност, ако бизнис планот утвори дека имаат потреба од дополнително вработување, да вработат и плюс уште едно вработување, за кое исто така ќе добијат 92.000 плюс 99.000 денари за опрема и репроматеријали. Или ако ги собереме за оние најдобрите и успешни и иновативни бизнеси и потреба од дополнително вработување, можноста е да се добијат 349.000 вкупно средства во вид на опрема и репроматеријали. Така, дали досега постоеше интерес за оваа мерка за самовработување и што најчесто Значи, од искуството од минатите години можеме да кажеме дека интересот е голем за оваа мерка. Споредбено со минатите години сега расте интерес за отварање на собствени бизниси, пред се заради тоа што се сменети законите и условите, значи не може веќе да се работи на црно. Најмногу некои бизниси и семејни што досега се работеле на некој неформален начин, сега со оваа мерка многу помога да се формализираат тие бизниси. Ние годишно имаме зависни од годината, значи негде од 25 лица, можеме да ги спомнеме и бројките. Ако 2015 имаме 27 лица невработени кои отворија собствен бизнис и успешно работат, во почетокот на 2007 година, значи самиот проект е од 2007 година.
самовработувањето, имавме 17. Значи сега расте бројката. Секоја година имаме поголеми. Дојдовме до 27. Оваа година имаме аплицирано веќе над 40 млади лица, претежно млади лица се, но не е ограничена старосна структура, значи голема е бројката. Ова е сега прв циклус или прв оглас за самовработувањето. Очекуваме кога ќе завршат сите процедури, кога ќе ги отворат бизнисите овие невработени лица, да пуштиме уште еден оглас. Така. Значи исто за самовработување. Какви бизниси најчесто отвораат? Најчесто се отвараат самовработувања, значи со оваа мерка бизниси од областта на услужни дејности, производство на храна. Значи имаме некои занаетчески работилници се отвараат. Имаме од сите, значи едукативни центри, школи за јазици. Така да шарена е понудата, мислам, на фирмите. Така. Еве после покрај активните мерки за невработените постојат и мерки за работодавачите. Кои се тие? Да ги појаснеме еве за гледачите. Еве најсвежо е огласот за поддршка на микро и на мали предпријатија. Огласот е вчера, 2.2.2016, значи објавен. Со оваа мерка се поддржуваат работодавачите со исто така со финансиска поддршка, неповратни средства во вид на опрема, мислам од 92.000 денари за отварање на ново работно место. Значи само опрема, не средства. Опрема, да, опрема во вид на опрема за работа, алати, така да самата мерка е многу погодна за оние фирми кои имаат потреба од нови вработувања. Со ова се помагат да се отвора новото работно место, да се добие опрема во висина на 92.000 денари и услов е лицето да го задржат уште една година на вработ, најмалку уште една година вработен во фирмата, така да добри услови се. Фирмата само треба да ги исполнува основните предуслови, значи треба да е регистрирана најмалку една година, да има една завршна позитивна сметка, значи годишна, и да не го намалува бројот на вработени 6 месеци пред поднесувањето на апликацијата, значи да нема намалување. Исто така и кога ќе се вработи лицето, не смее 6 месеци да го намалува бројот на неопределено што се вработени, бидејќи нема смисла да има самата мерка. Ако вработат, ги после тоа се намалува. Значи тоа е заштитен механизам на самата мерка за да имаме нови вработувања и да се намалува бројката на невработените. Дали има интерес работодавачите да бараат нови? Интерес има. Значи интерес има бидејќи е еден ден. Сега сме трети, вчера се објави огласот, очекуваме да има интерес за сите мерки. Како и од искуството од претходните години има за овие мерки има интерес. Но најмногу ги користат сега мерките од Македонија вработува законот што е за ослободување од плаќање на придонеси за пензиско и социјално и здравствено осигурување од страна на работодавачите, што ќе вработуваат лица преку проектот Македонија вработува. И еден апел можем да упатам до сите работодавачи кои имаат потреба од отварање, мислам вработување на лица или отварање на слободни работни места, да го искористат овој закон бидејќи законот е со рок на важење. Законот е до април, средината на април, до тогаш можат да аплицираат и да вработуваат лица со ослободување од придонеси од социјалните придонеси. Така да апел, уште еднаш, времето е кратко, до средината на април да се аплицира, да се искористи мерката што владата ги нуди. Тогаш завршува и проектот. Па да, Македонија вработува е предвидено до тогаш, но сега за сега е тоа, натаму можеби да има и некои нови мерки, но ние сакаме да ги информираме нашите работодавачи и невработени дека овој проект е до средината на април. Така, оваа година усвоен е и оперативниот план за намалување на невработеноста. Која категорија на луѓе во овој фокус ќе спаѓаат? За намалувањето на невработеноста се офанати повеќе категории. Ние вчера исто така објавивме еден оглас за помагање, тоест за полесно доваѓање до вработување на лица со отранливи категории, претежно лица со оштетен вид и слух. Имаме мерка за обуки на дефицитарни занимања од овие две категории на лица. Значи, кај лицата со оштетен вид имаме мерка, значи обука за масери, терапевти. Исто така имаме тука обука и за ориентација и мобилност во простор, како и описменување со Брајевото писмо. Тоа е за лица со оштетен вид. Додека лицата со оштетен слух имаме две обуки,
Тоа се за аргон заварувачи и за водоинсталатори. Овие лица што ќе аплицираат, значи огласот е од 2 февруари 2016 и ќе биде отворен до 31.7, значи до јули 2016 година, ќе може да аплицираат сите лица кои се со овој вид на попреченост и ќе може да добиваат, обуката ќе биде во трајање од 3 месеци во теоретски дел, мислам теоретски практичен дел, но потоа ќе имат плюс се 1 месец, 3+1, последниот месец ќе биде во реални услови. Значи услови на кај што ќе работат, значи потоа ќе се вработат. Во работен однос. Во работен однос да бидат. И овие лица ќе добиваат по 8.000 денари месечно бруто од Агенцијата за вработување како надоместок за посетувањето на тие обуки. Самите обуки ќе се спроведуваат во Скопје од страна на Државниот училишен центар Димитар Влахов, како и во Државниот училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски во Скопје. Значи, таму ќе се спроведуваат, бидејќи они се специализирани училишта за овие лица со посебни потреби. Колку ќе бидат опфатени од овде? Па не можеме да кажеме колку ќе бидат опфатени, бидејќи лицата не знаеме кој ќе понудат интерес да аплицираат. Ние имаме вакви лица во евиденција, но не е голем бројот. Нема интерес за ова? Па не, интерес ќе има. Најверојатно ќе има, но е мал бројот на тие лица, значи повеќе во Скопје ќе се случуваат, бидејќи Скопје е поголем град и таму ги има од овие категории на лица со оштетен вид и слух, ги имаме повеќе. Ние ќе ги понудиме сите, ќе ги посетиме и самите здруженија на слепи и на глуви лица, ќе го презентираме овој проект, така да сакаме да дојде нашиот оглас и нашата мерка до сите тие за кои што е наменет. Аз можам само да напомнам дека сите вие мерки што се од оперативниот план се произлезени од самите лица, значи невработени лица и работодавачи. Ние годишно правиме, секоја година правиме анализа како со на вработените, мислам невработените, така и со работодавачите. И од таму ни произлегуваат многу битни податоци со што е фале во реалниот сектор за во производството, например, од кој кадар, што да преземе, каква мерка. А со невработените па имаме отворени денови. Така да ги добиваме сите тие меѓу нашите средби со нив, добиваме што е најпотребно и они самите си ги искажуваат своите идеи како полесно да дојдат до работа. А ние сме должни тоа да го пренесеме до владата за да може да се преточи во еден оперативен план каде што ќе бидат вклучени сите тие барања или идеи од самите невработени лица и работодавачите. Така, да појасниме која е таа пилот мерка за оние кои се во работен однос? Пилот мерка, имаме една пилот мерка, но таа нема да биде нешто посебно кај нас застапено во Штип. Тоа е мерка за лица кои се вработени, кои сакаат да се дооформат некој дел на некои специјалности нешто, но немаме нешто, бидејќи е пилот мерка, не можам да зборувам сега унапред, не е испанет огласот, само е дел од оперативниот план за вработување за 2016. Така да не испане нешто, да го видиме огласот, па потоа ќе... Така. Тоа значи во поголемите градови. Очекувам. Во поголемите градови ќе има, значи тоа е пилот мерка и нема да бидат офатени некоја голема бројка на вработени лица за тие дооформување на своји бизнес, своите знаења и постоеше мерка и за самовработување со кредитирање. Во минатите години, така, значи од 2008, 2007-2008 имаше мерка, тоа е мерка кредитирање, со кредитирање, самовработување со кредитирање. Условите беа многу добри. Колку средства може да добијат? Средства може да добијат различно зависи од возрастната структура. Значи младите лица до 29 години може да добијат средства во вид на парични средства. Значи тоа се кредити, бескаматни ја ги велам, бидејќи 1% символична камата има, тоа е многу поволен кредит, значи на годишно ниво. Младите лица 29 години може да добијат 7.000 евра. Значи имаат 1,5 година грейс период и 5,5 години рок на враќање. Додека постарите лица од 29 години, останатите, значи сите што се постари од 29 години, може да добијат парични средства или кредит во вредност од 3.000 евра, но исто така грейс период имат 1 година, рок на враќање е 2 години. Но со овој кредит, самовработување со кредитирање, имаше можност порано, сега оглас нема испанато, очекуваме да има. Можеше да се спојат
2 лица, 3 лица, најмногу до 5, за да основаат собствен бизнис. И за секој наредно вработување, значи ако се млади до 29 години, може наредното вработување ќе биде тој бизнис, да добие плюс 4000 евра и така да за секој тие 4 плюс 4 по 4 16.000 и плюс основниот кредит што од 7.000 има добри услови за младите да отворат собствен бизнес. За постарите беше 3 плюс 3, значи за секој наредно вработување 3, најмногу до 5. Постоеше ли интерес? Интерес постоеше. Ние минатата година имаме вработување во само со кредитирањето 28 нови отворени предпријатија или мали предпријатија. Тие потоа продолжија со вработување уште на некои лица, значи има потреба од проширување на бизнисите. Денеска имаме успешни фирми, мали фирми што работат со оваа мерка. Значи некои се биле отворени во 2006, мислам 2008, некои 2009. Исто така можеме да ги спомнеме и само вработувањето, значи самите бизниси што се отворени со само вработување, со грантовите. Денеска ние веќе имаме од едно вработување почнале, а сега имаме веќе по 8, па и 9. Последниот оглас имавме една компанија или мало предпријатие што вработи веќе 10 лица за кратко време и успешно работи и има најава дека ќе вработуваат уште. Значи, тоа посебно ме радува бидејќи сите оние што отвориле со само вработувањето имаат некој напредок. Значи 70%, негде околу 70% од сите тие фирми од 2007 наваму се уште се у функција, значи постојат и имаат можност да се надоградуваат и веќе се надоградуваат со проширување на своето производство, ако е делот на производството или услужните дејности. Така да тоа не радува, значи се одржливи. Така, огласот за грантови за самовработување трае до 5 февруари. Кои се други грантови постојат? Други мерки, значи грантовите ги спомнавме за невработените самовработувањето, за микро и малите предпријатија поддршката 22.000 за опрема и репроматеријали. Имаме и други мерки, значи имаме од оперативниот план, може да ги спомнеме мерките практиканство, каде што секој младо лице до 29 години може да аплицира на оваа мерка и да добие едни почетни, значи и работни искуства, навики, во време од 3 месеци ние ќе го плаќаме по бруто 6.200 денари. Самите млади лица со ова може да се дооформат или да навлезат во процесот на работење. Значи, ако е во производство, ако е услужна дејност, во да стекнате на навика, со што потоа полесно може да се вработат. Тука може да ги спомнеме и самите услови за фирмите што ќе земат практикант, значи немаат некоја посебна обврска да го вработат, но од досегашните искуства, значи сите тие практиканти што се биле кај некои наши познати работодавачи, потоа ги земале со некоја друга мерка и ги вработиле, бидејќи времето од 3 месеци е доволно за некои работи за да се влезе во начинот на работење на самата компанија и потоа да се има бенефит и невработеното лице кој е било невработено и работодавачот од практикантот што го. Други мерки имаме обука на кај познат работодавач, така слична е со обуката на работно место со субвенционирано вработување, но разликата ќе ви кажем сега мерка по мерка. Во моментот на мерката обука на работно место со субвенционирано вработување е во полнек, значи самата мерка е објавена пред неполна недела и имаме веќе интерес. Голем интерес. Условите се 3 месеци обука, за 3 месеци ние ги плаќаме невработените лица по 6.200 денари, потоа настапува период кога работодавачот треба да го вработи лицето што го обучило и затоа ќе добива 6 месеци финансиска поддршка во висина од бруто 19.000, од кои 14.000 се за невработеното лице, додека 5.000 за работодавачот за трошоци за обучување или помош при адаптацијата на работното место кај работодавачот. А условот после тие 6 месеци, кога ние ги плаќаме, е да го задржи уште една година на неопределено време во компанијата кај што се обучувал. Така. И лицата со инвалидитет ќе може да се самовработуваат, ќе може да имаат самовработување. Да им појаснеме еве на оваа категорија. На минатата година, 2015 година, за прв пат се воведе
посебна категорија, значи на самовработување со грантови за лица со посебни потреби. Мерката е во тек, значи од 2015 континуирано, нема 2016, значи може да аплицира се уште лица. Ние имавме негде околу 13 лица со инвалидитет кои веќе имат аплицирано и сега се очекува во најкраток период да се тие лица што аплицирале обуките да ги обават и да го реализират својот бизнис, што го имат направено со изработка на бизнис план, но во мал скратена форма, не е како што со редовната мерка за вработување, бидејќи сепак овие лица се од ранливи категории, со посебни потреби и направена е мерката само за лица со посебни потреби, за да биде по-успешна и безболно да ги поминат сите тие обуки, за да можат после тоа да си го оформат и собствениот бизнис. Така, еве кога ќе заврши проектот, споменавте на средината на март, што потоа за невработените лица? Значи, проектот Македонија вработила е само, тоа е закон, значи со закон беа голема привилегија се даваше на нашите домашни компании за ослободување од придонеси, плаќањето на придонесите, значи самите работодавци имаа можност само личниот доход да го плаќат на лицата што ги вработат, додека останатите давачки што се кон државата ги плаќаше државата во зависност од возраста од 1 до 5 години. По завршувањето на овој проект Македонија вработува, значи кој спомнавме април, средината на април поточно завршува, остануваат сите активни мерки, сите придобивки што се дел од оперативниот план за вработување за 2016. Значи постојат голем број на активни мерки, негде 27-28 мерки, сите невработени лица. И сите работодавци имаат можност да ги користат овие мерки за со кои мерки може да добиваат одредени привилегии или одредени средства за проширување на своето производство или за намалување. Нашата цел е намалувањето на невработеност, за што повеќе лица од невработените да преминат во листата на вработени. Така, господин Димчов, ви благодарам на гостувањето во Рапорт. Благодарам и на вас. Овде, почитувани гледачи, завршува разговорот со раководителот на Центарот за вработување од Штип Лазар Димчов. Вие останете со нас, следуваат подетални информации за останатите општини од Истокот. Колку има интерес за активните мерки? Да слушнеме како новите мерки се применуваат во општина Берово и дали постои интерес кај граѓаните од овој крај. Се продолжува рокот за аплицирање на програмата за самовработување до 5 февруари. Раководителката на Агенцијата за вработување од Берово ги повикува невработените лица од Берово и Пехчево кои што сакаат својот бизнис план да го реализираат, да го искористат продолжениот рок и да ги поднесат навреме своите апликации. Апликантот со самото аплицирање добива и други поволности кои што ќе му бидат корисни при своето самовработување. Со самото вклучување во програмата за самовработување се овозможува на невработените лица да основаат своја собствена фирма и да си овозможат дополнително вработување. Со вклучувањето во програмата за самовработување се овозможува на лицата да посетуваат 30 часовна обука за предприемништво и бизнис планирање. Им се дава советодавна поддршка за изработка на квалитетен бизнис план. Понатаму се овозможува советодавна и финансиска поддршка за регистрација на фирма во централен регистар и да се самовработат. Им се дава финансиска помош при набавката на опрема и репроматеријали во висина од 185.000 денари. Во набавка на опрема и репроматеријали им се дава можност за дополнително вработување и вработување на лице од евиденција на невработене со финансиска поддршка од 92.000 денари во набавка на опрема и репроматеријали, а за бизнис идеите и бизнис плановите за кои ќе се оцени дека се иновативни, значи финансиската поддршка е малку поголема во висина од 275.000 денари и исто така и на нив им се овозможува дополнително вработување и во набавка на опрема и репроматеријали во висина од 92.000 денари.
Грантистите кои што ќе бидат вклучени во програмата за самовработување имаат и обврска да го почитуваат договорот потпишан помеѓу нив и Агенцијата за вработување, а во случај на прекинување договорот предвидува и посебни мерки кон грантистот. Инаку од почетокот на огласот од 11 јануари до денес во Агенцијата за вработување во Берово поднесени се 12 апликации од страна на активните баратели на работа. Инаку од претходните години имаме позитивно искуство од таа програма за самовработување со оглед на тоа што само за 2014 и 2015 година на територијата на Малешевијата се вработени и се самовработени вкупно 35 лица кои што некои остварили и дополнителни вработувања во висина од 92.000 денари во набавка на опрема и репроматеријали. Со вклучување во програмата за самовработување се овозможува на лицата да ги искористат и поволностите од проектот Македонија вработува, кој што е уреден во рамки на законот, осигурување и вработување во случај на невработеност, а кој започна да се имплементира од 15 март 2015 година. Агенцијата за вработување на Македонија од неодамна оствари средба и со невработените и бизнис секторот и во Пробиштип. Агенцијата за вработување денес во општина Пробиштип оствари средба со невработените граѓани кои може да ги искористат бенефитите од мерката за вработување на повозрасни лица. Денешниот настан во Пробиштип е во работна агенда на Агенцијата за вработување за појаснување на сите детали на активните мерки за вработување. Дали со нашите мерки и програми и начин да работа ги задоволиме нивните потреби, значи дали сме го погодиле таргетот, дали сме утнале некаде, дали соодветно нашите вработени во локалните центри ги представуваат мерките, отворени се за соработка, не се за соработка. Едноставно да размениме искуства, бидејќи како генерален директор на агенцијата мора да видам каде се функционира, да она што не чини, да го отстраниме, она што треба да се подобри да го подобриме или па да направиме некоја нова мерка, некој нов начин на постапување со тоа што сите би биле задоволни. Една кратка презентација држиме за активните мерки што ги имаме за оваа година, за системот како функционира, значи нашиот онлайн систем каде што има многу информации, многу можности. Граѓаните се заинтересирани од новите мерки на владата. Ги плаше старосната граница, но никогаш не е доцна. Секој може да основа свој бизнис, вели Поповски. Средба и преглед на активните мерки и програми за вработување и услугите на пазарот, директорот на Агенцијата за вработување Владо Поповски имаше и со бизнис секторот во Пробиштип. Паралелно со невработените, значи работиме со работодавците, едноставно и од нив не интересираат нивните предлози, сугестии, критики, бидејќи од критиката е најдобар учител за секоја институција. Колку повеќе критики, значи тие се добронамерни во секој случај. Новите мерки на Агенцијата за вработување најчесто се интерес за работодавачите. Подесување на критериумите, начинот на постапување, условите за постапување во тие мерки, така да јас веќе за 2017 планираме микротаргетирање. Не цела Македонија ќе видиме неколку општини како првични, да кажеме, субјекти со кои што ќе пилотираме. Се надам дека од 2018 ќе почнеме со вистинско локално микротаргетирање. Значи, она што функционира некоја мерка во некоја општина со некои посебни критериуми да биде за таа општина, а тоа што не функционира да не го представуваме таа општина. Па да ги видиме мерките кои ги предлага владата за вработување на млади лица. За овие активности што за млади вработување да видиме за програмата што ќе нуди. Од сегашните мерки сме задоволни. И во Виница расте интересот за активните мерки. За една деценија невработеноста во оваа општина се намалила за 52%. Виница во 2016 година влезе со 1900 невработени лица, од кои само 764 се лица кои активно бараат работа. Меѓу нив најбројни 218 се оние на возраст од 50 до 59 години, 153 се лица на возраст од 15 до 29 години, 127 се на возраст од 30 до 39, а над 60 години се 149 лица. За една деценија невработеноста во Виница е намалена за 52%, вели раководителот на агенцијата Урце Христовски. Ако земеме некој пресек од 2006 година, кога имало 3661 невработен, така да до ден денес се намалени на 1901, односно се намалени за 1760 или за 50%, за 52%. Додека вработеноста од 2006 до денес
се зголемила од 3700 на 5200 или има зголемување за околу 70%. Христовски денес пред невработените и работодавачите ги презентираше сите нови мерки кои можат да им обезбедат вработување како на младите, така и на возрастните. За прв пат од оваа година невработени лица може да користат бесплатни обуки за возачи за Е и С категорија, за стекнување лиценци за обезбедување, како и обуки во областа на туризмот за стекнување сертификати. Како пилот програми за кои допрва ќе се анализира интересот, се воведува субвенционирање за отварање приватни градинки, приватни домови за стари лица, како и финансиска подршка за лица кои ќе чуваат деца до 6 годишна возраст. Инаку 2015 во Виница, согласно мерките од проектот Македонија вработува, работен однос засновале 68 невработени, а со ослободување од придонеси од март 2014 до денес се вработени вкупно 153 лица. 2015 година само вработување со грант обезбедиле 10 лица, а со кредитирање 5 физички и 4 правни лица. Со практични искуства се стекнале тројца невработени, а субвенционирани работни места обезбедиле 13 лица. Заврши уште едно издание на Рапорт. Имајте пријатна вечер.